Расчетувањето на министрите од ДУИ по настани, промоции и приватни собиранки е неетички, но и незаконски, сметаат дел од познавачите. На линија со експертите е и Transparency International, кои нотирале дека државните автомобили се користат за приватни цели, и тоа не еднаш, туку години наназад. Последниот пример е настанот кој се одржуваше викендов по поткровителство на ДУИ, а министрите од истата партија си дојдоа со службени возила. Тасава за трошењето на државните ресурси за приватни потреби веле дека треба да се забрани. Нашиот став секогаш бил дека тоа треба да се забрани. Треба да се раздвои приватното од службеното. Службените возила не треба да се користат за приватни цели или надвор од работно време и уште помалку треба да ги возат самите функционери. Дека парите на народот се трошат за да може функционерите да уживаат привилегии е нотирано неколку пати, особено за челниците на ДУИ. Но сепак, тоа не ги спречува интегративците да се развозуваат и да користат обезбедување, без разлика дали одат на настан како представници на државни функции или пак како партиски функционери. Така и викендов, првиот вице-премиер Артан Груби, министерот за економија Кришник Бектеши, за финансии Фатмир Бесими, за образование Јетон Шакири ги искористија службените коли за да одат на промоција на книга, каде главен говорник беше нивниот партиски шеф, што според упатствата за користење на службено возило е сосема спротивно. Антикорупцијска неколку пати реагираше за злоупотребата на службените добра за лични цели. Реагира и кога Османи ги злоупотребувал службените коли во работно време кога водел партиска агенда за избори од партискиот штаб во Скопје. Ама реперкусии немаше, само опомени. Идентично беше и со првиот вице-премиер Груби, кој на состанок на ДУИ во Мала Речица допатувал со службено возило. А и председателот на собранието Жафери за партиски потребни во изборна кампања има користено службени возила.